Партиските вработувања, критериумот звучно презиме и ниските плати се најчестите мотиви за одлив на мозоци од македонското здравство. Вратите на Европа се широм отворени за искусни доктори и медицински сестри од Македонија, а 29-годишната докторка Ивана Димов својата професионална патека од наодамна ја започнала во Австрија како специјализант на клиниката за психијатрија во градчето Линц. Од 2021 година па наваму, таа успеала самата да се вработи најпрво во Австрискиот Црвен крст, а потоа и како специјализант на клиника. Во Австрија, за разлика од Македонија, Државната агенција за вработување самата те повикува за работа веднаш откако ќе се ослободи место, раскажува за Алфа докторката од Македонија. Таа вели дека никогаш не би се вратила назад, а како причини ги набројува катастрофалните услови и примања кои нашата земја им ги нуди на здравствените работници. На државните специализации влегоа само звучни презимиња или по фамилиарна основа на цело фамилиарно стебло доктори или партиски. Никогаш јас не бев ниту во можност да аплицирам на некој оглас за државна работа, додека тука на двете места сами ме повикаа. Димов е веќе адаптирана и добро прифатена од австриското општество. Задоволна е од животот таму, младата докторка ја воочува огромната разлика за живот и професионално надградување меѓу нашата земја и Европа, и токму тоа е главната причина зошто никогаш не би се вратила назад. За жал, доктори и медицински сестри, според последните информации на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита, на големо ја напуштаат Македонија. Според неофицијалните статистики на Македонското лекарско друштво, секоја година околу 200 општи лекари и специјализанти, како и уште толку медицински сестри, се одлучуваат да заминат од некоја во европските земји. Германија, Италија, Австрија, Хрватска, Словенија, голема е листата на земји кои ги примаат нашите доктори и им нудат подобри услови. На протестот на здравствените работници пред клиничкиот центар на 22 февруари беше кажано дека е голем одливот на медицински сестри и како што беше нагласено, 5 до 6 илјади ја напуштиле земјава последниве 3 до 5 години.